Нормално. Љубеници во Формула 1. Тие ги има милиони низ целиот свет, ке нас сигурно ги има неколку илјадници. Веднаш на почетокот, ова беше веројатно најинтересната трка во досегашниот дел од шампионатот, барем јас така мислам. Дали ти го делиш истото мислење? Не беше лошо во секој случај, имаше доста промени на позициите на возачите. За жал беа во боксот, но имаше и добра борба на крајот со Маса и Кубица. Проба Маса да направи што ќе може. Поред Јанош ќе мора да прекинеме, значи во моментов одиме со главен и одговорен Стефни, добро, во ред. Стефни, главен и одговорен значи во тимот на Ферари за квалитетот на тимот. Имаше изјави нели дека најдени се доста некои бели прашаци, дека Па да, тоа е сега топ тема во Формула 1. Да, дека се дадени некои тајни, значи документи. После откривањето на сите овие работи, Ферари се враќа. Можеби е тоа, можеби е нешто друго, но очигледно дека и Рајконен почнува да се адаптира на самиот болид. Маса беше побрз, можеби се уште сега оваа трка не можевме да видиме, нели, му се случи лоша среќа на почетокот на, предпоставам дека му изгасна болидот. Не можевме да видиме какви се силите сега, но во Франција видовме дека Кими Рајконен полека се стекнува со некој искуство. Маса почна да тестира болидот, многу порано од Рајконен. Можеби Рајконен затоа беше малци поназад од него. Имаше и пехови. Патеката во Силверстон, тие имаш возено повеќе пати на симулатор, таквото нешто го има сигурно многу пати направено Луис Хамилтон, нема големо искуство со Формула 1, но ете, денеска заврши на третата позиција. Во претходниот неформален разговор ми кажа дека последниот сектор знае да биде многу незгоден на оваа трка со поставувањето на сетапот. Така, за оние гледачи што не знаат, значи да објасниме, болидите се подесуваат во однос на условите на патеката. Секој болид има висина и некои други работи, кај суспензијата, значи притисок на гуми. Значи сите тие работи допринесуваат за побрзи времења на самата патека. Силверстон има брзи делови, брзи кривини на почетокот во првите два сектори, додека во третиот сектор се екстремно спори, каде што и нерамни. Бара од болидот да биде многу помек, да биде малце повисок, за да реагира добро на самата патека. За симулацијата и нели нормално и виртуелен сетап ќе разговараме во вториот дел од емисијата, кој што го посветивме на она неформално првенство во Формула 1, кое што е многу актуелно на интернет. А сега во студиото го имаме и коментаторот. Миленко, добар ден. Добар ден. Во емисијата, таму некаде на почетокот од преносот најави дека ова е пресвртница во сезоната. Решавачка беше трката, ако победеше Луис Хамилтон. Така и се покажа на крајот. Да, ако тепаше Луис Хамилтон, не знам што ќе гледавме до крајот на сезоната. Меѓутоа вака де факто тепа на Јанош тимот, и Ферари тепа, он вози Југо, тоа е Фијат, нели? Сите заедно во еден куп, така италијански. Една голема фамилија. Една голема фамилија, значи еден мал дел е Јанош од сето тоа. Ова ја врати интересноста во Формула 1. Сега дали е тоа затоа што Добро. Верувам дека сите знаат Nea Games. Не, овде не гледаат сите што знаат, така да гледате, значи на сите треба да им објасниме тоа да. Значи се направи, ја имаше дури на интернет, се возеше. И сега на луѓето им беше тешко да ја возат затоа што заради оние тротоари. така. Нема ние заштитни банкини за да може малце да се излета од патеката. Значи всушност на таа писта возевте Формула 1. Не возевме Формула 1, возевме European Touring Car. Добро. Значи тоа што со Audi Quattro, со такви коли. А постои можност да се вози Југото таму интерактивно? Постои можност, треба да се моделира во програма. Значи не е направено Југото, но се возеше со. И колку помага тоа? Еве тебе колку ти помага? Тебе еве теоретски колку би ти помогнало?
Како што му помогна Луис Хамилтон 100%. Тој не бил во прв пат отиде во животот во Америка и во Канада и ги победи трките затоа што си играл на Се зависи од тоа колку е добро направена симулацијата и патеката. Мислиш дека Значи, помага? сите оние угорници, долници, ширина на патеката, агли, значи на сиоците, се тоа многу битно, нели? Највеќе случаи конфигурацијата на патеката, кривините. Значи, дури се знае, може да се види сетапот дали одговара. Добро, јас во една од своите коментари од некои од трките, кога победуваше Хамилтон таму во Америка, велам дека ќе дојде време за да смалување трошоци и заради безбедност, сите да се седат во своји такви некакви... Во интернет кафе. Овие од владата бесплатни тркави. Како тргнале... Него дека ќе се тркат, овие од Маранело, оние таму некаде од... Ова и ќе се тркаат меѓу себе. Тоа нели е многу вештачки. Така јас сум сепак многу по-класичен тип, сакам нешто во живо, да е така љубов, ова, на женски свет, да е попипливо, ова се преку екран малку ми дело. Макс Музли отиде до таму, ете, слушнавме значи дека ќе вградуваат и мотори со 4 цилиндри, значи се тоа се намаа трошоците, па може да биде и ова. Може да дојде до... Значи мина старите времења си отидоа, нема веќе. Може би ние ќе може да се надпреваруваме. Да. Тоа значи може и виртуелно и да се судриш и да погинеш. Еве погина денеска Петко Питер Питерсон, разбираш, вака се направи лом, а всушност нема крв. Нема читулја. Да. Добро. Ти благодарам што дојде овој, мислам дека со Срки имате баш многу што да кажувате и благодарам овој што ги праќаш трките да може нашата Формула 5, таа оваа, да може да провози низ сите писти во светот. Благодарам на вас што покажавте интерес за да се оствари тој проект. Јас се трудам колку што можам да изгледа тоа како што треба. Значи мора да им се објасни на гледачите дека тоа се аматерски снимки. Не е ништо професионално направено, затоа може би малце квалитетот на сликата е лош, но се трудиме колку што може да искочи подобро. Ти благодарам што се однесува на мене. Срки, фала многу. Благодарам. Му заблагодаривме на Миленко Неделковски, ние продолжуваме сега со оние теми кои што однапред ги имавме предвидено. Сосема кратко остануваме уште со Формула 1. Најнапред да го видиме официјалниот календар уште еднаш и да се подсетиме за она што не очекува во наредниот период кога што и ќе се крои судбината на првенството, бе замолила режијата. Токму така денеска имавме значи 9-та трка од вкупно 17, останаа уште 8. Големата награда на Велика Британија му припадна на Кими Рајконен, како што беше и во минатата во Франција и на самиот почеток во Австралија. Инаку веќе од за 2 недели, не е лоша режијата да ни го пушти вториот кајрон, за 2 недели не очекува трката за големата награда на Германија во Нимбурнинг 22 јули. Таму веројатно ќе биде и се очекува да биде многу интересно, како што е впрочем и секоја година на оваа патека. 5 август Унгарија, значи Формула 1 повторно доаѓа во нашиот регион. 26 август уште една трка во нашето обкружување, големата награда на Турција. 9 септември Италија и Монца, се разбира возбудувањето тука е огромно, а така би требало да биде и на СПА во Белгија. Белгија се враќа во календарот по ланското фијаско или пак банкрот на локалните организатори. 30 септември голема награда на Јапонија, потоа во нивното соседство или пак условно речено регион, иако се работи за огромни површини, големата награда во Кина, Шангај, и 21 октомври Бразил, Сао Пауло, се разбира веќе подолго време во календарот на Формула 1 и добро позната трка. Она што сега би го поборало уште од режијата е да видиме табелата на возачите, на водечките во шампионатот. Луис Хамилтон 70 бода, сега 12 повеќе од Фернандо Алонсо. Алонсо успеа да откине 2 поена од водството на својот клубски колега и да го направи шампионатот поинтересен. Оној што
најмногу го прави интересен е Кими Реконен, 52 бода, 6 помалку од Фернандо Алонсо и цели 18 од Луис Хамилтон, но сепак Реконен со последните 2 победи успева да се наметне како еден многу сериозен кандидат за шампионската титула. Фелипе Маса, 4-та позиција, 51 бод, Маса губи едно место и тоа во однос на клубскиот колега. Ник Хајтфелд, 33 бода, покажува дека неговиот тим е убедливо најдобар во однос на останатите екипи, се разбира кога не се мисли на екипите на Ферари и Мекларен. Тоа го потврди неговиот клубски колега Роберт Кубица, 22 бода, иако Кубица го имаше она спектакуларно излетување и се разбира пауза од 2 трки, немаше бодови воопшто 2 трки, а сепак е на 6-та позиција со 22 бода, што е навистина за секоја чест. Продолжуваме сега ние со разговорот. Со Миленко начнавте некои теми за кои што навистина би сакал да разговарам. Значи, Јанош, најнапред да прецизираме, постои виртуелно светско првенство, паралелно со ова што го следиме или на секоја недела или пак на 2 недели на фреквенцијата на Канал 5, постои исто такво првенство кое што неколку илјадници луѓе од целиот свет го играат. Може ли да ни го приближиш малку повеќе, а режијата не е лошо да ни пушти дел од тие симулации кои што можеби ќе успеат тоа и визуелно подобро да ни го објаснат? Така. Како и ова е веќе видеото од наредната трка, Нирбуринг. Како и во живот, така и виртуелно, значи на интернет, постојат луѓе што ги организираат тие трки. Има многу луѓе, значи тоа се луѓе што си откупили игрите, лиценците. Значи мора да е лиценцирана играта, мора да е лиценцирана играта. И дали мора да се вози за клуб или може и поединец? Може и поединец, може за клуб, секој има право на учество. Правилата се исти, бодовите се исти. Колку чини лиценцата? Лиценцата е 35 евра до 50, зависно од која симулација. Моментално најатрактивни две се LFS или Live for Speed. Значи не е Need for Speed, него Live for Speed и Air Factor. Air Factorот е поскап, тој е негде околу 45 евра, додека Live for Speed е 35 евра. Разлика помеѓу тие две е тоа што Air Factorот, значи, ги содржи реалните патеки, реалните стази и има реални болиди. Кај него може дури да се доинсталира некоја кола доколку имате желба да возите. Тоа е многу лесно се направи. Додека Live for Speed е ограничен, но според мен и пореален. Физиката на колите е пореална, значи однесувањето. Кој сака може да ги има и двете, кој како може да се дозволи. Доколку сака да возат Формула 1, значи препорачувам Air Factor. Значи, секој љубител на Формула 1, доколку има дома интернет и нешто малку вишок пари, тоа може да си го дозволи и да вози виртуелно. Може, да, значи да расчистиме, не може да се вози на тастатура. Тоа е сепак симулација, каде што на тастатура дури не може да се постигнат тие времиња кои што се постигнуваат со волан. Многу е осетлива играта, си бара реална контрола. Да кажеме, например, на тастатура и волан, разликата е 2 секунди на круг. Значи, тоа е огромна разлика. И сега, таму некаде на почетокот говоревме за Силверстон и за она твое виртуелно возење. Значи, сетингот е некако приближен на оној во Формула 1. Доколку не се сетира возилото како што е онака потреба, како што бара самата патека, тогаш е невозможно да се победи. Да, бара огромен труд, бара работа, време, значи тестирање, се подесува секој детаљ, значи си иде во милиметри, си иде во степени, мора све да биде перфектно наместено за покасно во трката болидот да се однесува како што треба. Значи една мала грешка или лошо наместен сетап може да резултира понатака во трката. Можеби тоа беше и дел
Или сега видовме што се случи со Луис Хамилтон, он беше доста поспор на крајот од трката, значи може да имаме и проблеми со сетапот и стратегијата. Кај интернет, значи возењето, мора да се каже дека секој си го прави сетапот сам, секој си прави стратегијата сам. Нема тука пит-стоп, нема механичари, нема тимски шеф. Да, има бокс, значи мора да се влезе во бокс да се наполни гориво, да се сменат гуми. Да, но тоа е автоматски. Не е автоматски. А и тоа е, значи... Да, мора тој што го вози болидот да си го контролира, значи кога треба да влезе, да не остане нели без гориво. Многу работи се реални, не е само некоја игричка па е да возиме. Да, тоа е симулатор, не е видеоигра. Да. И конкуренцијата на интернет е голема затоа што има доста начинат преварувачи, луѓе што имаат малку слободно време па сака да се повозат. И кога ќе почнеш една таква работа, самиот пат ве тера да си наштелувате болидот кој што треба, значи секој детаљ е битен. Секој детаљ е битен за да испадне се тоа како што треба на крајот во трката. Една работа, барем во моментов не ми јасна, говориш за трки. Дали тоа постојат форуми па се договараат термини за возење трки или пак се вози и може самостално да се вози? Може и самостално, но сепак доколку сте пријавени во некоја лига, треба да биде или шампионат, треба да се биде на време. Шампионатот обично го организира некој, значи има некој што го организира и ги кажува термините, ги кажува правилата. Мора да се биде на време, доколку закасните нема да возите. Членуваш во некој шампионат или во повеќе првенства? Сега завршија шампионатите, но има уште што се возат, значи паралелно со формулава. Јас сега работам на еден проект за кој што ќе говорим малце покасно, па малце правам пауза. Иначе до пред 3 месеци возев и формула, возев и как се твоите лични успеси? Европијан турникар, значи. Лични успеси, 2 пати шампион во Формула 1. Значи мора да се каже дека искуство да се го прави своето. Јас формула возам од 2000 година и тоа е изаден погон. Значи имам приметено дека кај колите или па воопшто кај колите со преден погон ми иде малце послабо, зашто и немам искуство. Значи двократен шампион на Формула 1, нели, адекватно на она што го има Фернандо Алонсо досега, освоено но во некоја друга конкуренција во некое друго друштво. На светско ниво. Од Македонија дали има некој друг што го вози ова? Постојат, барем јас ги знам тројца, тоа се Горан Андреевски, син на Сашо Андреевски, значи возач со Форд. Во Формула 1 шампионатот или во туринг? Или тоа е седно? Не, во турингкар. Значи он повеќе сака да вози коли. Исто така другаче Мики Лазаревски кој прави одлични успеси на светско ниво во Live for Speed со нешто слична кола на југо, значи преден погон. Секоја чест за него. Направи да има Македонија барем негде на прво место. Значи, тој, како што добро разбрав, туринг надпреварите веројатно се имаат и повеќе следбеници од овие во Формула 1, веројатно е полесен сетингот или па е по-хардкор, слободно речено. Едноставно не е толку све однапред предвидено во самиот сетинг или пак во возењето. Секој си има своји желби. Значи, секој си ќе си види што му одговара. Има луѓе што сака да возат формула, има луѓе што сака да возат коли. Мене искрено повеќе ми се допаѓа формула затоа што може сум направил некои успеси па ми дава желба да продолжам да возам. Дека кај колите веќе сега почнам да ги возам. Лични успеси на светско ниво е во шампионатот, значи во оригиналната лига на Live for Speed, шампионат каде што баш овдека може да видат гледачите, ова е светскиот рекорд со Формула 1 кола на патека што постои во самата
симулација во Need for Speed, Aston GT се вика. Ова беше ствари квалификација. Ова не е вистинска патека? Не е вистинска патека ова. Ова е некоја ваша интерна патека. Така, во самата симулација. Тука се возеше шампионатот 2006 година. Тој шампионат се состои од повеќе возила, возење на повеќе возила во шампионатот. Значи мора да се извози све за да се постигне некој резултат. Мора да се знае и одлична кола, мора да се знае и картинг, мора да се знае и формула, мора да се знае и кола со заден погон. Ова беше конкретно формулата, значи трката со формула, каде што освои пол позиција. Имаше 130 надпреварувачи. Во последните 2 минути ја освои пол позицијата и воедно и светскиот рекорд. 130 возила нели е премногу тесно на патеката? Да, затоа се делат на групи. Организаторот ги дели на групи, не делат по 20 коли. А трката сите 130 стартуваат или пак се недобрите? Не, сите стартуваат, но стартуваат во различни временски интервали. Значи, како што ќе рече организаторот, вие сте таа група, вие возите во толку часот. Вие сте друга група, возите во толку. Потоа времињата се Потоа времињата компјутерски, да, тоа они си ги регулираат, после ги спојуваат компјутерски, се прави една цела табела. Значи кој што постигна. Си има правила, значи доколку влезете во првата група, и ако завршите последен, имате повеќе поени него ли тој што завршил прв во втората група. Значи има правила, не е сето тоа толку едноставно. Добро, ова е измислена патека. А што е со ние вистинските? Значи секоја промена која што ја има во Формула 1, значи некој нов свиок, некоја нова шикана или пак некој нов дел од трибините или пак ево вие условно речено мостови кои што ги гледаме на патеката, ги има веднаш и во симулациите, тоа прилично оригинално, прилично исто. Кој го издава тоа? Да, тоа се луѓе, значи ете што имаат малце повеќе слободно време и што имаат мерак да го направат село тоа. Значи тоа не е официјална компанија, не е тоа... Официјални се тие само што постојат во самата симулација, нели самата симулација да објасниме дека се даунлодира од интернет и после се лиценцира кога ќе се уклучи нели првиот пат, има едно поле кај што треба да се... Значи може да се вози без лиценца? Само демо верзија. Кај факторите да речеме не може да се вози онлайн, дека кај Need for Speed може да се вози демо верзијата онлайн. Има лимитирано коли, имаат само 3 коли, например, да речеме. Додека лиценцираната верзија има повеќе возила. Значи, кај патеките застанавме, веќе рековме тоа е навистина изворено. Тоа се луѓе со слободно време и со веројатно љубов и желба и талент. Огромен талент. Јас правев споредба на конкретно Бахрин. Направив јас едно моје видео, нешто слично како што правиме за Формула 5 емисијава. Направив паралелно како вози Шумахер, како возам јас, онбор снимки. Секој знакче, секој дрво, секоја трибина, оние нели има рекламни делови каде што се поставуваат реклами. Сето тоа е изработено. Изработено е како што треба. Да, исто така јас многу се изненадив за, ако не се лажам, беше големата награда на Шпанија, на патеката на Барселона. Таму имаше еден цел свиок беше изменет и тоа го имаше во симулацијата и тоа многу брзо. Да, многу брзо. Барем еден месец пред вистинската трка се искачна таа некоја верзија на патеката, нели покасно они си ја досредуваат, се јавува некои багови, како што ги викам ние на компјутерски, се досредува барем една недела пред официјалната трка, патеката е готова, спремна со најновите промени. Тип-топ. Да. Еве сега, например, во Јапонија ќе се вози на нова патека под планината Фуджи, до сега се возеше на Сузука, дали си имал веќе прилика да го извозиш новото јапонско Гран-при? Сум немал прилика да го извозам од немање време, но видов дека постои. Значи има некоја веќе верзија, има некој искочено, значи може да се симне да се проба. Наскоро ќе го пробам и тоа. Значи не е лошо да не информираш навремено
каква патека и какво Гран При ќе очекува оваа година, бидејќи за прв пат ќе се запознаеме со Фуџи. Фуџи си има возено и малце покасно, порано тоест. Добро, пред многу години си има возено, веројатно нашите генерации не го паметат тоа. Така, дури јас не знам како изгледа е. Да. Ќе се вози повторно, патеката е реконструирана, направена по новите стандарди на ФИА, сигурно се како што треба. И еве, јас едва чекам да седнам малце и да повозам. Кога говориме за Фуџи, значи, еве, ајде малце историски, таму е возена само една трка до сега и таа е запамтена како трка со најмногу дожд. Тоа е, нели, она единствена титула тогаш има освоена во својата кариера легендарниот Джеймс Хант во една легендарна трка со тогаш најдобриот или едниот од најдобрите Ники Лауда. Велат да се возела таа трка денеска, тогаш таа ќе била веднаш прекината поради оние безбедносни норми кои што важат денеска. Каква улога игра дождот во симулацијата? Дали имате дожд и дали тој изненадувачки знае да заврне или пак едноставно се договарате? Не, дожд се уште немаат. Ниво една симулација нема? Ниво едната симулација се уште нема дожд. Најверојатно заради тие технички проблеми што се уваат од аспект на компјутерска конфигурација, значи мора да има добра графичка за да не сецка сликата, нели? Тие што имаат компјутери дома и што пробале да играат некоја игра што е малце позахтевна од конфигурацијата. Значи треба добра конфигурација за да би дожд. Да, тоа е еден проблем кај Air Factor еве конкретно, дека кај Leaf for Speed се уште во изработка, се уште во некоја бета верзија, треба уште многу да се работи за да се дојде до тоа, но баш сега пред една недела искочи новиот пач, што е X, значи апдейт за самата игра, што значи више нема да има апдейти, а ќе искочи верзија 3 од самата симулација, што претпоставам дека ќе биде финална и дека ќе има и дожд. Значи се очекува дождот. А какви сайд ефекти има во моментов? Јас имам големи жештини, тоа се однесува на пневматиците? Обавезно, да. Тоа организаторот го одлучува или пак вие се договарате нека? Температура на патеката не го одлучува организаторот, затоа што тоа е нешто што се доаѓа од самата симулација. Значи никој не може да знае што ќе се случува. Значи самиот програм си има своја метеоролошка станица. Не може да заврне, може само да биде облачно. Значи постудено, ветар. Да. Одма се осеќа тоа доколку возите малце подолго време, додека го знаете болидот како реагира на какви услови. Одма се осеќа во некој нареден круг или ќе предницата или ќе почне да бега или задницата ќе почне да се лизга, не можете да влегувате во некоја кривина со истата брзина како што се влеле претходно, нели кога било малце потопло. Да, на крај, барем што се однесува за симулацијата, овие новите симулатори или пак конкретно оној на Мекларен вела дека е 97 запирка нешто адекватен на она што се вози, што се случува во Формула 1. Ти не си возел во вистинска формула, но дали знаеш, така приближно процентуално колку е врската со овие два симулатора кои што ги каже и со она што навистина се случува во едно надпреварување? Врската е сигурно 90%. Сигурно е, да. По она што го гледам, значи можеме само да гледаме. И по некои коментари што ги имам слушнато, значи имам доста другарчиња на интернет од странство што возат и што се вистински тркачи што пробале барем Формула 3000. Има луѓе што го знаат тие Луис Хамилтон, другарчиња се и слушаат муабети, значи. Се знае, кажуваат и они како е, вака е. Сетапот е тој што го прави болидот. Добро, тоа е факт и во Формула 1. Како што треба, да. Значи, според она што се гледа, според тоа што се збори, 90% е реално. Единствено што не се осеќа се оние вибрации, нели, и можеби малце страв. Веројатно голем број на љубители на Формула 1 што ја гледаат сега емисијата се животно заинтересирани каде можат да го доwnloadираат демо верзијата од овие симулации, дали може да им кажеме сега во моментот?
Па да, airfactor.net за Airfactor и LFS Live for Speed. Live for Speed, да, ќе побараат на Google додека не може да го најдат. Ќе ги Едноставно е да едноставно е, да. Се даунлодира, Live for Speed е многу полесно за даунлодирање, негде околу 130 мегабајти. Тие што знаат што значи тоа, додека Airfactorот е поголем, негде на кај 1 гигабајт. Искрено речено, веднаш по оваа емисија јас ќе се обидам тоа да го направам дома. Луис Хамилтон не убеди дека симулаторот може да биде навистина клучен покрај талентот, нели, сите ние останати работи кои што се потребни за еден возач, ако не да биде шампион, да биде од еден, да зрачи со еден шампионски сјај. Ти ете имаш добри планови и веќе започна со подготовките да се вклучиш во автошампионатот на Македонија. Мислам дека беа во прашање кружни и юридско-брзински трки. Таков е планот. Има едно старо јуксе кое што сега се крчка, кое што се готви за да излезе на едно од трките. Тука морам да му се заблагодарам на Никола Попевски, без чија помош немаше да се организира сето ова. Он е главниот виновник за моите почетоци, значи. Ова се веќе почетоци и мене ми е мило што благодарение на Мики Лазаревски се сретна со него и се сложи да ми помогне во сето тоа за да почнам да возам него. Се надевам дека режијата ќе успее да ги најде тие слики од твоето југо, кое што се уште нели рековме или пак е пред самиот крај. Кога очекуваш да го имаш твоето деби како пилот, возач? Да, очекувам тоа да биде во Струмица на 23.9. Да, овдека се полека баш на самиот почеток. Ова се самите почетоци, тука каросеријата се зајакнува. Има дополнителни заварувања, значи оние заштитни шипки што се вонатре. Тука веќе готово, каросеријата е готова, значи нема ништо мотор вонатре, нема мењач. Се спрема за фарбање тука. Ете го више предниот дел, значи тука кошот се е офарбан. После ова иде местење на Ова изгледа далеку по-несофистицирано од сето оној сетинг кој што се прави за време на Формула 1 или пак во виртуелната Формула 1, но сепак е, нели, голема наука. Да, све си има свое. Значи, без разлика дали е југо, пак треба да му се посвети внимание. Овдека се, значи, бандашите, овдека се спрема, значи, целосно за фарбање. Ова дечкото што го видовме тука се вика Джингис, он ќе ми биде десна рака на трката. Го викаат Джингис, веројатно. Така се вика, Джингис. Интересно. Да, интересно име. Тука е веќе офарбано. И значи наред се на лепниците. Да, Формула 5, значи нашата емисија посветена на Формула 1 е делот на лепниците кои што ќе се најдат на ова југо. Да, веќе се наоѓаат. И на сликите веќе овдека више залепено, има оние две ленти на средина, има некој рекламче од страните. Добро, за рекламите нели во маркетинг блокот. Јас сега би сакал само да го потврдиме она што веројатно се провлекува во текот на целиот овој разговор со Миленко. Тука некаде започнавте да говорите за она дека оној круг кој што го има кај така наречена Формула 5, само да потврдиме, како еден од медиумски спонзор на Јанош Маџар. Значи, она што е, да кажеме, разликата или пак сличноста меѓу симулацијата и она што те очекува како вистински надпревар на трките во Македонија, окружувањето и се надевам и во Европа, веројатно имаш вежбано на таа симулација која што е на онаа скопска кружна трка. Сега ќе има и градска кружна трка низ улиците на Струмица, што е една новост во пристојал шампионатот. Се разбира голем број на публика. Не, прашањето ми е дали тренирајќи го
новото возило, нели за прв пат во едно спортско возило седнуваш, дали се чувствуваш комотен во однос на она како што се чувствуваш кога возиш виртуелно? Која е разликата? Апсолутно не. Разликата е во тоа што кога ќе седнете во тркачко возило, ете, они имаат нели спортски суспензии, спортски амортизери, тврди се, целата кола скока подрипнува, многу потешко се контролира, додека на компјутер све е мирно, само воланот го држите и управувате таму каде што треба. Значи мирисот на бензинот и на интернетот е многу различен. Различен, да. Значи покрај сите тие симулации, покрај се неспоредливо е во живо и во техничките работи. Кога да се закочи, значи да се научи што е таа тркачка линија, значи патот каде што треба, значи да се фати кривината, од која страна, значи оние почетни работи кои што би било поубаво да се научат на компјутер, почетни грешки, начин на тркате, да речеме, кога возите, знаете дека кочниците се ладни, гумите се ладни на почетокот. Еве Скопскиот круг тука се вози. Кочниците се ладни на почетокот, значи ете, мора да знаете дека треба да внимавате малце повеќе, да се прикочи малце порано, неголи кога се загреани. Се знае, ете, јас едно искуство што имам баш, беше баш и првата кола што ја возев на интернет, шампионат, European Touring Car Championship. Тука во самата трка гумите се загреа многу и почнав да губам, значи, време на круг. Тоа е нешто што не го знаев на почетокот, што ете барем во првата моја трка, реална трка, ќе внимавам, значи да не се случува. Интернетот е добро искуство, добро помагало, барем за сега симулацијата се уште не е она вистинското, кога ќе можеме да го очекуваме Јанош Маџар за прв пат да се појави на некое официјално надпреварување во Македонија или пак во Македонија. Во Македонија тоа ќе биде, значи, во Струмица на 23.9. Сигурно е тоа? Да. Датумот е сигурен, дали ти ќе бидеш таму сигурен? Да, колата е 90% спремна, значи. Има уште некои што треба се направат и можеме да одиме на трка. Таа трка ја организира Prista Oil Cup, значи не е во државното првенство. Добро, тоа е државен куп на Македонија, значи до година тоа со сигурност, барем според најавите, ќе биде и шампионат на Македонија, така да, ете, од година ќе имаше можност да се бориш за титулата првак на Македонија, па да се надеваме дека покрај оние две титули светски првак во виртуелна Формула 1, дека можеби ќе имаш и некоја ваква титула најаве, што се вика. Да се надеваме. Ти благодарам на учеството, ти благодарам на оние симулации, се надевам дека соработката ќе продолжи во текот, во останатиот дел од сезоната и ти посакувам голем успех во овој нов проект, како што ти самиот велиш. Да. Благодарам и на вас што ме повикавте во студиото, да ви бидам гостин. Благодарам што, ете, ми давате поддршка во тоа што го правам и се надеваме дека, ете, и моторспортот во нашата земја ќе порасне малце на повисоко ниво од што е сега. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, ви благодарам и на вас, нови гости, нови теми, се разбира некои нови прилози ќе видиме за 2 недели веднаш по германското Гран При. До гледање.